За нешто што ги спојува уметноста, хуманоста и заедништвото. Денеска ова утро со нас Далиборка Златева, председателка на Сдруженијето лица со церебрална парализа и други попречености од Велес, и оперскиот уметник Дарко Тодоровски, бас баритон. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добре ве најдовме. Ќе најавиме еден убав настан, проект што носи порака, поддршка, но и простор каде што преку уметноста се гради заедништво и се подигнува свеста за општествени важни теми. Ајде, почнуваме по ред. Јас прашањата ќе ги поставам до двајцата, бидејќи секој си има свој дел во организацијата. Како произлезе идејата за организирање на еден ваков концерт? Која е неговата главна мисија? Главната мисија на овој концерт е малце повеќе јавноста, граѓаните, институциите на нашата земја да слушнат за социјалната сервисна услуга живење со поддршка, која што е наменета за лицата со попреченост и им нуди 24 часовна грижа. Оваа услуга всушност им помага на лицата со попреченост во мали групни домови, сместени по 5 лица, да можат да имаат квалитетен живот, да бидат инклузирани, социјализирани, со поддршка на негуватели и асистенти. Ние како невладина организација постоиме од 97-та година, меѓутоа во последниве години од 21 година па наваму се занимаваме со социјални сервисни услуги и токму социјалната сервисна услуга живење со поддршка ја имплементираме од 2022 година со 4 мали групни домови, капацитет од 20 лица, каде што лицата со попреченост живеат со поддршка, веќе кажав, на нивните негуватели и асистенти, а при тоа сме лиценцирани и овластени даватели за оваа услуга, односно соработуваме со Министерството за труд и социјална политика. Сега, бидејќи многу малку се знае за оваа услуга, ние како невладина организација одлучивме наредната 2026 година малку повеќе да ја популаризираме, да ги прошириме капацитетите, бидејќи лицата со попреченост и нивните биолошки семејства имаат многу голема потреба од оваа услуга. Моментот кога нивните родителите се веќе во поизминати години, нивните деца се веќе возрастни, нема кој да се грижи за нив, треба да пристапи токму оваа социјална услуга. Поддршката ја добиваме од Министерството за труд и социјална политика, меѓутоа секако поддршка е потребна и од локалната заедница, од бизнис секторот, од вас, од медиумите, за малце повеќе да говориме за ова. И секако мора да се отвараат нови капацитети, бидејќи потребата е многу голема, секојдневно стасуваат многу барања и до нас како организација и до другите 3 организации кои што во Македонија се бавиме со оваа активност, така да преку овој хуман настан ние се поврзавме со нашите драги уметници кои што сакам да ги поздравам и сакам од срце да им се заблагодарам за нивното прифаќање да бидат дел од овој хуман настан кој што го организираме. Би сакале да отпочнеме кампањата која што ќе биде во 2026 година со наслов Заедно за нов дом и би сакале да отвориме нови мали 4 нови мали групни домови во кои што ќе се сместат уште 20 лица со попреченост. Кога ќе биде концертот? Концертот е на 20 декември, тоа е сабота во 19 часот во театарот Јордан Хаџи Константинов Джинов во Велес. И секако ова не е наша прва соработка со Дарко и со уметниците кои што се дел од овој хуманитарна оперска гала вечер. Ние уште пред многу години, може има десетина и повеќе години, направивме еден ваков настан. Од тогаш во Велес не се случило повторно да има таков настан. Со голема радост се подготвуваме и ги покануваме нашите сограѓани, меѓутоа ги покануваме нормално и сите заинтересирани луѓе од Македонија кои што сакаат да дојдат и да поддржат оваа наша активност. Планирате можеби некој караван? Кога споменавме промоција на услугата 2026-та, кога велам караван, зборам за вакви убави настани, концерти, има ли некаков план? Планираме наредната 2026 година да биде исполнета со многу настани, да биде исполнета секако и со дополнителни уметнички активности во кои што ќе вклучуваме и други сегменти од уметноста, како ликовната уметност и така натаму, бидејќи како организација веќе имаме искуство во тој дел, сме правеле аукција на уметнички слики, се во цел за да се помогне на конкретно на вакви активности, така да секако планираме да направиме доста активности со кои што ќе одбележиме 2026 година, меѓутоа повеќе би сакале да ги мотивираме и бизнис организациите, односно бизнис секторот, да пристапат и да ни помогнат, бидејќи некогаш мала помош, а од повеќе луѓе, значи голема помош и навистина можеби ќе можеме да успееме да ги реализираме овие нови 4 мали групни дома и да помогнеме на уште
уште 20 лица со попреченост да бидат дел од оваа услуга. Така, ќе има нели на самиот концерт Дарко доста твои колеги. Да ја поздравиме Полина, од оправдани причини не е со нас утрово, но ете ќе ни дојдете заедно после концертот, па да ги средиме впечатоците, импресиите како сте поминале. Дарко, што значи за еден уметник да биде дел од еден ваков проект? Кажавме пред малку, кажа дали Бурка не е ваша прва соработка, што лично за тебе представува како уметник овој начин да се помогне? Така, првин за мене би сакал да кажам дека музиката не е само уметност, музиката е едно моќно средство со кое што може да се обединат луѓето, може да се обедини енергијата, да се направи големо добро, особено за луѓе на кои што помошта им е повеќе од потребна. А од друга страна ние музичарите, односно сценските изведувачи, посебно чувствувам дека имаме еден вид на должност да одговориме на такви прашања. Јас во мојот случај со голема радост, искрена почит, ја прифатив оваа понуда и на некој начин сум имал дел од организацијата на овој настан. Музичкиот дел, Во музичкиот дел, да, толку колку што, нели, тоа што можам да го направам најдобро, тоа е музичкиот дел, да ги поканам своите колеги, да ја одбереме внимателно програмата за публиката, за да биде допадлива, за да биде прифатлива за сечие уво, за секој еден посетител на тој настан кој што ќе биде таму. Каква програма се подготвува? Што може публиката да очекува? Неколку твои колеги, само да кажам, ќе учествувате, не е само Полина, не сме само јас и Полина. Ќе ги набројаме останатите, еве воедно ќе ги поздравам. Тоа се Вариса Хајдерпашиќ сопран, Полина Тасева, сепак ја кажам уште еднаш сопран, Вероника Караколева и Магдалена Тодоровска. Да, со Вариса тоа се сопрани, велешанки. Да, и јас и Владко Груевски тенор, јас бас баритон и нашиот сајкан почитуван Андреј Наунов како пијанист. Програмата и Фросина Джили, која што исто пијанистка, која што ќе настапи со Вариса. Добро, доста се уметници, затоа реков и да ја отворам програмата, но добро да ги запомнил Даре. Тоа се мои колеги, тоа се луѓе со кои што сме израснале тука во оваа музичка средина. Програмата, ќе се повторам дека беше внимателно одберена од сите еден од нас, со меѓусебно советување. Тоа се сепак е тоа гала оперска вечер, каде што може да се очекуваат оперски арии, но и не само. Понатака продолжуваме со познати романси, канцони и преработки на македонски познати евергрин песни во академски вид на пеење, во оперско пеење. Значи, навистина за сите музички вкусови, вака слушајки. Тоа беше идејата на нас музичарите, да биде апсолутно прифатлива за секој еден од посетителите. Ќе биде убав празничен концерт, некако убав е датумот пред празниците, 20 декември, освен што има хумана димензија, тука се и празниците. Каква реакција очекувате од публиката или ајде да го дефинирам прашањето, што би сакале таа да понесе со себе после завршувањето на целиот настан? Па јас најнапред ќе кажам дека публиката која што ќе дојде ќе има можност непосредно да ги запознае корисниците на услугата, а тоа е многу битно, бидејќи треба да знаат за кого дошли, за кого ги даруваат тие средства од продажбата на картите. На некој начин на почетокот, пред почетокот на уметничкиот дел на вечерта ќе имаме дел во кој што малце ќе ја презентираме самата социјална сервисна услуга и ќе имаме кратко видео со кое што ќе ги запознаеме почитуваните наши сограѓани кои што ќе бидат дел од таа вечер, што ние правиме за лицата со попреченост, како тие се чувствуваат во малите групни домови, дали се среќни, што понесуваат секојдневно додека се во тие мали групни домови, така да покрај овој уметнички дел ние сакаме да се заблагодариме и на сите наши досегашни помагатели, тоа се неколку организации, локални самоуправи кои што работат со нас. Таа вечер ќе бидат спомнати и ќе им бидат доделени благодарници за досегашната наша соработка. Меѓутоа секако публиката ќе понесе многу позитивна енергија, верувам, многу љубов, бидејќи пред се морам да кажам дека лицата со попреченост се
најискрените суштества и луѓе кои што навистина прават онака како што чувствуваат. А вечерта претпоставувам дека ќе има многу и прегратки, ќе има многу насмевки, ќе има многу споделена позитивна енергија и мислам дека ќе понесат сите оние присутни таа вечер една поинаква енергија и еден поинаков однос и поинакво чувство кон лицата со попреченост и можноста ние како општество да станеме многу посвесни што треба да направиме за да можеме да возможиме сите да бидеме еднакви без бариери и да имаат сите лица еднаков пристап. Се менува општеството? Да, се менува, бидејќи јас сум долго време во овој процес. Затоа и ве прашав. Да, веќе сум од прилика 30 години работам на ова поле и можам да кажам дека пред 30 години никој не зборуваше за лицата со попреченост. Родителите од страф и немоќ ги криеа своите деца во своите домови, не сакаат да зборуваат дека имаат во семејството таков проблем. Меѓутоа, сега се веќе многу похрабри, многу повеќе зборуваат за тоа. Секако, општеството се уште треба да ни се моделира и да се менува. Пристапноста е најголемиот проблем кој што го имаме воопшто, не само физичката, секаква пристапност од секаков аспект. При тоа, образованието уште така треба да се менува. Во минатото немаше можности лицата со попреченост да се образуваат, сега веќе имаме инклузивно образование. Треба и тоа се уште да се моделира. Здравствениот систем треба да се менува, социјалниот систем треба да се менува. Ова за кое што ние сме денес овде, значи навистина соработката треба да биде од сите. И Министерството за социјална политика, демографија и млади, центрите за социјална работа, локалните самоуправи, невладините организации, фондациите кои што можат да помагаат. Овој процес е заеднички процес и не е проблем само на лицето со попреченост и на неговото семејство, туку ова е општествен проблем на кој што сите заеднички треба да работиме и да создадеме подобри услови во кои што лицата со попреченост ќе се чувствуваат еднакви граѓани со останатите. Да, иако тоа се, меѓутоа, ние сега всушност сите работиме на менување на свеста на одредена наша категорија граѓани која што за жал тоа го гледа како табу тема или како нешто што не треба, нешто на што не треба многу да се работи, најверојатно. Знаете како, најчесто кај нас луѓето додека не го почувствуваат проблемот на своите плејки, не се свесни. Но имаме луѓе со емпатија, да, морам да кажам. Па еве ги до нас се. Значи ако немаме такви луѓе, нема да правиме вакви промени. Меѓутоа, мислам дека најмногу некој што може да помогне носителите на политичките функции, оние кои што имаат можност да менуваат. Значи, да расчистиме една работа, тука не зборуваме ние за сожалување или за жалост. Ние пред вашето гостување имавме во 7 часот и 45 минути имавме човек со попречености кој што е одличен параскијач. Сега најверојатно има големи шанси да биде првиот македонец што ќе не представува на Параолимпијада, Параолимписки игри. Да. Така да веќе кога ги дискутираме овие теми, ние зборуваме да придонесеме кон промена на свеста кај дел од нашите сограѓани кои што очигледно не се доволно информирани за оваа тема. Така барем треба да ги гледаме. Така треба да ги гледаме, да. Информираноста е се поголема, меѓутоа на дело и она што треба да се случи за да го олесниме животот на лицата со попреченост, на нивните семејства, има уште многу работа. Да. При крајот разговорот, како гледате на улогата на културата и класичната музика, Дарко, во подигнувањето на свеста за важни општествени прашања? Од секогаш била голема и останува таква. Сите, особено младите, мислам дека треба да сме тие кои што ќе го продолжиме тој пат да класичната музика продолжи да влијае на културата. Јас ви благодарам за гостувањето, станува да ги поканиме нашите гледачи да бидат дел од овој концерт. Ќе се случува во Велес, меѓутоа не е далеку. Голем дел и од нашите гледачи од Скопје може да присуствуваат. Карти каде се купуваат? Картите може да се набават од билетарата на театарот Јордан Хаџи Константинов Џинот. Еве да искористам оваа прилика да се заблагодарам за отстапениот простор и можност еве да се случи тој концерт таму. И секако сите оние кои што се заинтересирани можат да не контактираат и нас како невладина организација. Имаме Facebook профил, имаме направено настан кој што е со името хуманитарна оперска
гала вечер, така да можат да се обратат и до нас, не е никаков проблем. Еве ми останува само да ги повикам да бидат дел од оваа магична ноќ, јас ќе ја наречам, или магична вечер, каде што ќе имаме можност преку класичната музика еве да ја покренеме оваа кампања која што ние сакаме да работиме наредната 26-та година, и се надевам на крајот на 26-та дека ќе дојдеме повторно овде и ќе кажеме ги отворивме 4 нови мали групни домови, целта е исполнета. Се надевам дека и овој разговор ќе допре и до голем број на општествено одговорни компании кои што може со својот придонес да помогнат во реализирањето на сите овие идеи. Ви благодарам за гостувањето. Да ги поканим останува нашите гледачи да бидат дел. Јас да ви се заблагодарам за можноста да го пренесеме сето ова до гледачите и можноста што секогаш еве Македонска телевизија излегува во пресрет на вакви иницијативи. Благодарам уште еднаш за гостувањето на двајцата.